вечер. Нова епизода на емисијата Се за децата, ќе речам подкаст кој што во ново време излезе со нови идеи за да може да се посветиме кон децата, кон нивното здравје, а и да се обрнеме кон родителите, поготово во делот на советите кои што можеме да ги дадеме како професионалци. Мене ми е особена чест да вечерва ги ја поканам мојата колешка, долгогодишен соработник со кој што поминавме многу како на клиниката за детски болести, така и заеднички во здравствен дом. Сакам да ја представам доктор Каролина Ристова Стефановска, која што е специјалист педијатар. Добро вечер. Добро вечер, ти благодарам за поканата. Би сакала да ти посакам на вистина да имаш добра гледаност, да ги информираш родителите за она што на вистина им е потребно и еве да ги поздравиме, па се надевам дека ќе имаме одличен подкаст. Во глобала јас не се сомневам дека ние ќе имаме, бидејќи секој пат кога сме дискутирале на било каква тема, ние сме имале и што да кажеме, што и да си кажеме, како и да се насмееме, да пееме и да се дружиме, така да и во делот на медицината секако сме успешни, а нормално и сега и тоа што и вие го работите и јас, ние многу допринесуваме за децата, поготово кога се наоѓаме на овие позиции на кои што и во моментот сме. Подкастот Се за децата, знаете, докторка, дека настана баш во период кога е најпотребно за родителите, така да кажете што мислите конкретно и зашто се одлучивте, еве јас како моја покана дојдовте на гости во оваков Видете, подкаст. на вистина овие подкасти се интересни за родителите. Секогаш родителите имаат нешто што би сакале да слушнаат, нешто што никаде не би можеле да го прочитат, така да мислам дека ова е одлично нешто каде што би можеле барем малку да се едуцираат за нешто што би им било потребно во одгледувањето на своите деца. Так. Накратко, доктор Каролина, вие Јас можете сум да кажете педијатар, вработена во здравствен дом Скопје како раководител на службата за примарна и превентивна здравствена заштита. Добро, секако ќе спомнам дека и одговорности околу вакцинациите е ваша. Тоа секако, секако, меѓутоа ќе разговараме понатаму и во Апсолутно се тој сложувам дел. дека и таа тема треба да ја начнеме токму Навистина поради треба да ја начнеме затоа што знаете процесот на вакцинација, односно процентот на вакцинирани деца од година во година ни се намалува. Постои некоја недоверба, посебно кај нас, медицинските лица, затоа треба многу да зборуваме, да ги едуцираме родителите, односно треба да дозволиме да тие ни веруваат ако сакаме да имаме добар, Точно. односно задоволителен број на вакцинирани деца, затоа што видете голем број на болести знаат да ни се вратаат. Да. Не така одамна морбилите беа присутни, имавме епидемија на морбили, така да ќе зборуваме и во таа насока и мислам дека и други теми би обработувале понатаму. Секако, јас ќе кажам, бидејќи двајцата сме во составен дел на здравствен дом, имаме една голема задача, тоа е педијатриски пункт. Так. Да ни кажете конкретно што се случува таму, иако јас ако го пренесам само ќе ги размениме нашите искуства. Така, педијатрискиот пункт кој што постои во склоп на поликлиниката Бит пазар работи веќе од прилика околу една година. За ова година навистина успеа да ја задоволи она примарна цел која што нели и беше, а тоа е да децата кои што имаат потреба, сега збориме на територијата на Скопје, имаат потреба да не одат директно во терцијерна установа, како што ни се детската клиника и Козле, Белотробната болница Козле, така да целта беше првенствено да се обратат кај нас, затоа што овдека работиме само педијатри, па доколку е потребно понатаму, да ние ги препратиме во терцијерна установа, но верувајте дека многу малку, односно ни се случува на дежурство ниту едно дете да има потреба понатаму да биде препратено. Да, така да тука ја завршуваме целата таа работа која што е потребна од преглед, од лабораториски услуги нормално ако е потребно, а ние знаеме колку родителите бараат да им се направи лабораторија, ќе зборуваме и околу тоа зошто и кога е потребно да се направи, дали навистина секогаш е потребно да се направи. Така да навистина ја поздравувам идејата што се отвори овој пункт, затоа што навистина требаше и се уште треба други пунктови, сметам дека е малку овој пункт. Да, но со кадарот секако, меѓутоа сепак ние кубуриме со кадар од педијатри во здравствениот дом, така да понатаму воопшто во цела Македонија. Меѓутоа ние сега збориме за кај нас во здравствен дом, така да сметам дека понатаму треба да се размислува и отварање на друг пункт.
педиатриски пункт, нормално со зголемен број на педиатри. Значи, може би звучи доста, како да кажам, потребно, но сепак треба да се направат и одредени планови кога станува збор во отварање на таква голема одговорност, ја кажам. Точно, тоа е одговорност, огромна одговорност. Колегите, да? Тоа е огромна одговорност, меѓутоа се надевам дека нели во иднина ќе се размисли околу овој дел, така да Ајде да продискутираме каква се патологија доаѓа во пунктот. Видете, се случува да дојдат од секоја област, меѓутоа најчесто се респираторните заболувања, посебно горните респираторни заболувања, па посебно еве и сега во екот на сезоната на инфлуенца, односно на грипот, најчесто имаме деца со респираторна симптоматологија, се случува и дигестивни проблеми да доаѓаат, се случува и некои други, нели, патологии, меѓутоа во главно за тоа доаѓаат и нели секогаш зависи од сезоната. Во текот на летниот период најчесто имаме со диарија, со повраќање, со стомачни болки, а сега е овој периодот каде што нели респираторните вируси тоа како косаат, посебно кај дечињата. 80% од сите заболувања кај децата се оставени на вирусите, односно на респираторните проблеми. Кажете ми начинот на третман, дали им препорачуваме ние конкретно нешто или дали се сите сложуваме, еве јас ќе речам со терапиите кои што се практикуваат? Не се сложуваме. Видите, кога станува збор за респираторните вируси, прво и основно е симптоматската терапија. Тоа дека не се сложуваме, првично не се сложуваме со родителите. На сите ни е тоа јасно дека родителите на своја рака зимат антибиотици во домашни услови. Ете така, ги злоупотребуваат, меѓутоа и ние како колеги, ми се чини дека некако не секогаш се согласуваме дека дали навистина е потребна таа антибиотска терапија или не, па тука родителите доаѓаат нели во заблуда. Она што е битно за респираторните вируси, посебно сега нели за вирусот на инфлуенца, е онаа симптоматска терапија, односно ќе зборуваме и понатаму нели што е тоа што треба да преземат, односно што е тоа што родителот првично во домашни услови и дали веднаш треба да се јави на преглед кај доктор, па понатаму што е тоа што треба да се преземе. Еве ваше искуство. Дали се јавуваат веднаш или се јавуваат Веднаш се јавуваат, верувајте, еве и вие знаете дека ни се случува во текот на ноќта во 2, во 3, во 4 часот па бајле. Ете така, са бајлечки да дојдат затоа што пред час време детето качило температура, има 38 температура, родителите се вознемирени и веднаш доаѓаат. Или исто така ни се случува во текот на ноќта да дојдат затоа што детето, посебно еве доенчињата, детето не спие, плаче. И сега тој доаѓаат да видат дали нешто е болно тоа дете. Дали тоа е прошетка или па тоа е прошетка нормално, тоа е прошетка, тоа е недостаток на едукација, најверојатно. Да, секако тоа е недостаток на едукација. Видите, ние имаме многу неедуцирани родители. Тоа мораме да го признаеме, ќе се сложите со мене дека е така, да, многу неедуцирани родители, затоа еве вака со овие подкасти се надевам дека барем малку ќе успееме нешто да им помогнеме да се едуцираат и да разберат дека секоја настинка, односно секоја вироза, не треба веднаш одење на лекар. Се знае кога се оди на лекар, ќе го кажеме и тоа што е она кога родителот треба веднаш да реагира, веднаш треба да го однесе детето на лекар на преглед, така да ќе им објасниме и ќе пак ќе кажам колку толку барем нешто да ги поднаучиме, да ги едуцираме што треба да направат. Еве, веднаш во таа насока ќе кажам како да го препознаат они грипот, дали станува збор за грип, дали станува збор за настинки или станува збор па за бактерии. Како еве веднаш одма да ги насочиме за да еве ние немаме оптеретување со работата, но сепак родителите да го знаат сето тоа, да знаете дека примарната задача на подкастот се за децата е педиатриска намена. Намена која што треба да има и ќе продолжи да има, бидејќи доста и гости ќе имаме од сите области, ќе кажам буквално на педиатријата или од сите професионални области кои ќе зборат за и околу децата. Тој совет, еве сега конкретно ние се наоѓаме таму кај што се наоѓаме, како и што да направат родителите, ако и што како треба да го препознаат ова што се случува кај нивното дете. Кога станува збор за респираторните вируси, нормално дека родителот не знае дали е тоа аденовирус, дали е тоа респираторен некој вирус, риновирусите, дали се работи за ковид вирус. До неодамна имавме и актуелен, точно така, дали се работи за инфлуенца. Но она што треба да биде битно, има разлика и во појавата на симптомите кај во однос на возраста кај децата. Не е исто, на пример, симптомите кај едно доенче или кај едно 3, 4, 5 годишно дете или пак збориме за училишно дете.
Она што е битно кога станува збор сега, пошто збориме нели за актуелнава состојба, односно за инфлуенца грипот, е тоа што тој започнува со интензивна клиничка слика. Што значи тоа? Од здраво дете, навидом здраво дете, наеднаш почнуваат да се јават симптоми во смисол на една висока фебрилност. Фебрилноста може да оди до 40 степени, па токму и заради тоа родителите се плашат, а ќе кажеме после дали навистина треба да се плашат од високата температура. Рекол, оди со таа висока температура, наеднаш почнува да една носна саливација или затнато носе, почнува со болка во грло, со една кашлица, која што најчесто е една сувана дразнителна кашлица и која што најчесто го попречува на нормално функционирање на дечињата, посебно во текот на ноќните часови, тие се вознемирени, раздразливи, не можат да спијат, па уште повеќе родителите со тоа се вознемирени и тоа е тоа што ги плаши за веднаш тие да се јават на лекар. Кога станува збор за тоа како еве сега они да препознаат, ако се работи за некој вирус кој што ќе предизвика настинка, во таков случај симптомите не се толку интензивни, односно имаме појава на постепени симптоми. Не оди настинката со една висока температура, туку оди со некоја субфебрилност до фебрилност, некаде од прилика со 38 до 38,5 или субфебрилна температура, со некоја растечено носе, со болка во грло, некоја си кашлица, меѓутоа тие симптоми не се интензивни. Од друга страна, не даваат и толку компликации како што нели тоа го прави инфлуенца грипот. Особено треба да внимаваат родителите со децата кои што, односно со доенчињата. Затоа што ќе сватиме дека клиничката слика кај доенчињата не така е иста со она како што е кај поголемите дечиња. Не оди со температура инфлуенцата, па и останатите респираторни вируси, туку како што посебно нели респираторниот синцијелен вирус кој што е доста карактеристичен, така е ресвето кај доенчињата. Така да кај нив најчесто оди со растечено носе или затнато носе и една кашлица, односно со едно свиркање, тоа е она што родителите би требало и со едно тежното дишење. Го вовлекуваат градниот кош, се гледа дека и самите можат да осетат дека тоа е тешко дишење и свиркање и тоа е аларм дека треба навистина да го веднаш однесат своето дете. Збориме сега за доенчињата. Како баш буквално аларм кај доенчето ако се примети свирежи во белите дробови, вовлекување на градниот кош. Да. Барање помош од страна на стомачните мускули. Точно. Ако е поспано, ако е летаргично, односно велиме една нерасположеност кај доенчето, треба веднаш да се јават на лекар и исто така мораме да ги советуваме кај доенчињата во првите 3 месеци, нели од возраста, во случај на фебрилност треба веднаш да се јават на лекар. Так. Има зошто би требало тоа. Ќе прашам една работа која што навистина еве овој период веќе година дена како го работиме пунктот. Која е најмалата возраст која ви има дојдено за преглед? Значи од неколку дена. Да. Да, новородено од неколку дена. И најчесто доаѓаат затоа што детето не цица, затоа што детето не сака да спие, затоа што е вознемирено, понекогаш доаѓаат со некој осип, доаѓаат со затнато носе, а најчесто верувајте тие се со затнати носиња. Да, и она што секогаш ние апелираме во домашни услови секогаш да има развлажнување на воздухот, односно прочистување на воздухот, бидејќи сувиот воздух, а и така им се тесни носните ходници, уште повеќе им го отежнува дишењето. И верувајте, многу често ни се случува тоа во текот на ноќните часови да ни донесат новородено, баш поради тие причини, вознемирено затоа што потешко дише заради затнатото носе. Пред да се вратам кон вирусите и кон ова, ќе прашам, која е првата помош кај стомачните грчеви кај дечињата? Мораме да им ја дадеме таа препорака и токму несомнено избрав колега со кој што сум постојано толку години наназад за да ја дискутираме оваа работа. Често ни се случува, нас доаѓаат само заради тоа што ги боли стомаче. А знаете како, најчесто респираторните вируси покрај тоа што ќе дадат респираторна симптоматологија дават и дигестивни симптоми во смисол на една стомачна болка, најчесто умбиликална, односно знаеме дека нели лимфните јазли овдека се воспалуваат. Може да дадат со некои си нагони на повраќање со течни столици. Она што првенствено родителот треба во домашни услови, значи пред да се јави на лекар, првично е да му помогне на детето во смисла внесна течност. И знаете дека со повраќањето тие губаат дел од течностите, лесно дехидрираат, посебно кај доенчињата. Треба да бидеме внимателни.
Во домашни услови можат тие слободно да си купат од апотека, пошто нели тие е неодатна рецепта, можат слободно растворите за електролитна хидрација можат да си ги купат слободно, да му дадат на детето. Лесна храна исто така, нели, да не го трупаат со храна кога детето веќе оти, Точно. тоа ни се случува, знаете, ќе дојдат детето повреќа, ама повреќа и не сака да јади и тие упорно млеко му даваат. Затоа секогаш зборуваме кога детето повреќа, внимавајте со количината на исхраната и со типот на исхраната која што му ја давате. За течните столици препорачуваме слободно, они можат и во домашни услови да си земаат пробиотик. Лесна некоја, да речем, храна, најчесто препорачуваме некое топло чајче, ставање на стомачето некои топли облоги, да се затопли, така да тоа може и во домашни услови. Да не се оди во лекар и сега на лекар. Меѓутоа, во случај ако имаме некое профузно повраќање, значи детето многу брзо може да дехидрира, посебно кога се работи за доенче, или обилни течни столици, навистина тогаш треба да се јават на преглед. Да се навратиме околу вирусот на грипот. Конкретно овој период, бидејќи е многу актуелен. Ние имаме деца со една крвна слика која што е, еве ќе кажам навидум за нас лекарите позната веќе видена. Кажете од прилика некој какви параметри родителот треба доколку направи сам крвна слика пред да дојде на преглед, какви се и кои параметри се селуваат на таква крвна слика? Јас вака би кажала, родителот не треба сам да направи крвна слика, а знаеме дека често ни се случува дека прават првенствено што прават? Одат првично во приватни лаборатории, сами прават крвна слика и веднаш доаѓаат со самата крвна слика. И секогаш ние апелираме. Крвна слика не треба веднаш, при вирусни реакции не треба да се прави веднаш крвна слика, барем 48 до 72 часа од појавата на симптомите, во случај ако ништо се отежнати симптомите, дури тогаш да се направи крвна слика. Верувајте, апсолутно нема потреба кај вирусните реакции да правиме крвна слика. Она што очекуваме во самата крвна слика, најчесто имаме една лимфопенија, односно намалување на бројот на леукоцитопенија, намалување на бројот на леукоцитите и најчесто имаме една нормална диференцијална крвна слика. Најчесто може да ни се случи да имаме една лимфоцитна предоминација, тромбоцитите најчесто знаат при вирозите да се намалат и од оние инфламаторни маркери кои што ни се битни, седиментација, реактивниот протеин, така, родителите најчесто го бараат и тој. Така и најчесто тие знаат да бидат лесно покачени, меѓутоа зборувам лесно покачени. Така апсолутно ние како лекари бараме крвна слика онаму каде што имаме тешка симптоматологија и онаму каде што имаме малку нејасноти околу самата дијагноза. Инаку навистина нема потреба. Ниту да му се прават трауми на детето, а и нели сепак тоа има влијание и врз зборам од финансиски аспект за самата установа и реално нема потреба. Нема потреба. Ајде сега вака, конкретно кога станува збор, направивме дистинкција помеѓу грипот, направивме дистинкција помеѓу респираторните вируси. Да кажеме, овој период, еве конкретно го спомнавте пред малку ковидот. Јас во една емисија на несомнено морав да го спомнам, бидејќи карактерна е и особината и неговата слика на развивање на процесите. Дали да се плашат родителите? Дали има место за паника? Не, апсолутно нема место за паника, како и останатите респираторни вируси, и тој не оди со респираторна симптоматологија, малку многу почесто е со дигестивните гоби и она што се уште ни се случува, губење на сетилото за мирис и вкус, една многу јака болка во грлото и тоа е тоа. Така да апсолутно нема место за паника кај родителите. И нема потреба од лабораториски анализи, дали навистина е ковид во прашање, дали навистина е инфлуенца во прашање. Не се случува и тоа, родителите одат во приватните лаборатории, плаќаат одредена сума за да утврдат дали стан. Апсолутно нема потреба од сето тоа. Наместо да се фокусираат на детето, да се опорави подобро, да речам, нема потреба трчање по лаборатории и правење на тестови. Ајде вака, јас долго години уназад се трудам да спомнам зашто е толку битна превенцијата. Ајде конкретно кога станува збор за децата. Превенција токму на овој период кога сме зафатени со вируси, со бактерии, одредени бактериолошки, сакам подоцна да позбориме и околу бактериолошките, што е тоа што треба родителите ги плаши при една ангина, лакунарна или па и обична ангина. Кажете ми превентивата конкретно, што да превземат родителите во такви моменти? Она што е битно, сега посебно во екот на
респираторните вируси, првично јас би рекла еден добар сон. Знаеме дека дечињата сега, посебно во текот на распустот, спијат, имаат нарушен биолошки ритам. Значи, првенствено е сонот, одморот и лесната исхрана. Што значи тоа? Да ги намалиме јаглехидратите, да внесуваме повеќе протеини, да внесуваме повеќе свежа, урамнотежана исхрана од овој и зеленчук. А ќе признаеме, тоа е малку така потешко. Теоретски да, значи еве ние имаме деца дома, знаеме Апсолутно. како е, теоретски знаеме како е, меѓутоа практично навистина е тешко. Навистина е тешко вие да забраните на едно дете чоколада, дали чипс, дали нешто такво, меѓутоа мораме да се трудиме. Значи затоа што исхраната е многу битна за еден имунолошки систем. Од тука тргнува све. Сега, кога зборуваме во ерата на овие респираторни инфекции, многу битно сега, посебно во овој период, знаете, дечињата се дома, затворени, во домашни простории, па ќе се случи некој заболен или ќе дојде од надвор, ќе ни донесе некој вирус. Многу битно е проветрување на просториите. Она што е најбитно, и секогаш зборам миење на рачињата кај децата, без разлика дали доаѓаат од надвор, хигиената на рачињата, дали доаѓаат од надвор, дали после тоалет, дали при контакт со домашните, оти ни се случува често, нормално ние како родители нели одиме на работа, често можеме да донесеме вирус. Она што е битно, или доколку веќе сме со респираторни симптоми, при контактот со дечињата, обавезно користење на маска и миење на раците. И секако би кажала дека што помалку да се посетуваат затворените простории. Па посебно ако децата имаат симптоми, би рекла дека одењето во игротеки, посебно би препорачала болни деца никако во градинка, а знаете ни се случува тоа. Сега тука пак има малку што значи тоа болно дете. Оти често ни се случува, родители не прашуваат зошто едно растечено носе ни се забранува одење во градинка. И тука мораме на ова тема малку да продискутираме, дали Тоа ми навистина беше и меѓу растеченото прашањата. носе е причина детето да не оди во градинка. Болно дете со температура, со кашчица, јас би рекла не. Така да повеќе да се оди кон тоа на свеж воздух, ако имаат можност родителите да ги однесат на планина, еве сега каде што има снег, така да продишат чист воздух, тоа би било најпаметна одлука. Пред извесен период целата јавност беше алармирана околу загадениот воздух. Јас на таа тема знаете дека доста сум говорил и ќе продолжам да говорам, нормално се со цел за да на децата им го дадеме она најдоброто, тоест да ги заштитиме. Се слушнаа многу тези околу тоа дека каква исхрана треба да се ја. Не е точно дека белите дробови не знам имаат ваков капацитет или таков капацитет да извентилираат. Демек заради токму процесот на таложење на PM2 и полу и 10 частиците, нели рековме дека 2,5 се проблематични. Кажете ми го вашето мислење, конкретно вашите совети кон вашите пациенти. Затоа зашто да не сакам да имаме табу теми, не сакам да имаме различни теми, бидејќи ние дефинитивно како педиатри сме посветени за децата. За возрастните не разговараме. Да. Видете, загадениот воздух навистина е една болна тема во нашето општество. Јас би рекла навистина многу тешка тема. Ние не можеме да го средиме тоа како педиатри, не можеме само да алармираме. И она што е, да би дале некои совети, начинот на кој што барем да продишеме некој, да речам, навидум чист воздух. Она што е битно во домашни услови, доколку може да се овозможат се оние прочистувачи на воздух и доколку можат нели да отидат на планина каде што воздухот е почист. Навистина загадениот воздух е голем проблем, посебно за дечињата кои што имаат одредени хронични респираторни заболувања, а знаеме ние дека доста имаме со астма, со хронични обструкции, но секако не само за нив и за останатите хронични заболувања, дали се работи за хематолошки, дали се работи за кардиолошки заболувања и така натаму, така да сметам дека нели властите, посебно израствените власти, треба да апелираат во тој контекст колку што можеме да имаме почист воздух за дишење, затоа што тоа навистина е многу битно за еден здрав организам. Ќе прашам едно прашање кој што ги засега родителите, еве ќе погледнам и во врска со нивните прашања. Дали вакцинацијата против грипот во најмалата возраст е корисна и од што ги штити
дечињата. Вакцинацијата против грипот, односно против инфлуенца вирусот, се препорачува кај дечињата над 6 месечна возраст, па се до некаде 5 до 7 години. Зошто? Зошто не се препорачува кај доенчињата до 5 годишна возраст? Затоа што тие имаат еден незрел имунолошки систем, каде што тој истиот не би бил во состојба да овозможи една, доколку нели ја добие вакцината, не би бил во состојба да овозможи една имунолошка соодветна заштита, односно стварање на одреден број антитела кои што би биле доволни за заштита. Затоа дечињата до 5 месечна возраст ги штитиме преку мајката, односно препораките се да мајката во текот на бременоста се имунизира, односно се вакцинира. И исто така нормално преку процесот на доење, односно дечињата добиваат една пасивна заштита преку мајчиното млеко. Имавме ние нели кампања за вакцинацијата кој што се спроведе некаде крајот на октомври и почетокот на ноември. Зошто тогаш сезонска вакцинација? Затоа што се смета дека отприлика би требало еден месец, нели, да од процесот на имунизација па се до појавата на, односно за формирање на таа имунолошка заштита, све до појавата, временската појава на грипот, а еве знаеме сега кој што се уште не го достигнал оној пик за кој што се претпоставува некаде. Кога го очекуваме Па пикот? очекуваме некаде втората половина на август и на јануари и првата половина на февруари да го имаме оној пик, односно највисок број на заболени пациенти. И сега Институт за јавно здравје излезе со некои податоци, отприлика недела за недела се обнуваат тие податоци. До сега имаме некаде околу 5000 според последните објавени податоци, 5000 заболени. Сега немаме во однос на возрастната категорија, дали од која до која возраст, меѓутоа ние знаеме дека точно И ја и гледам информацијата од Министерството. Меѓутоа ние знаеме дека дечињата, посебно од 2-та до 5-та годишна возраст, навистина ни се најчестите пациенти во нашите педиатриски ординации. Ајде вака, веќе спомнавме конкретно околу вакцината за инфлуенца и така натаму. Имунитетот рековте дека е најбитното. Видете, да, меѓутоа мораме да го признаеме и да го кажеме следново дека вакцинацијата не штити 100% од инфлуенца вирусот. Така, тоа е најбитното. Значи родителите мора да знаат дека со самата вакцинација не значи дека детето нема да дојде во контакт со вирусот, но тој ќе го препознае затоа што веќе има створено антитела со процесот на вакцинација и многу полесно ќе се избори со самиот тој и да се случи, нели, да дојде до инфекција, сепак самата клиничка слика ќе биде полесна и не би очекувале тогаш потешки компликации. Затоа особено е важно да нагласиме дека вакцинацијата е особено битна кај дечињата кои што се со одредени хроницитети, дали се работи за хематолошки заболувања, некои ревматолошки заболувања, кардиолошки или посебно респираторните заболувања, така да ја препорачуваме, но мораме да признаеме едно дека навистина бројот на вакцинирани дечиња не е мал. Така да треба да работиме податок, колку сме многу ниско паднати во врска со процентот на вакцинираните деца. Сето тоа знаеме дека се должи на одредени проблеми кои што настана и во минатото, и мислам дека и децениски, околу квалитетот на вакцините, околу буквално грижата за граѓанинот во овој случај, а и пак ќе кажам во врска и со информациите од страна на стручните лица. Недостасуваше тоа. Дали се согласувате? Да, се согласувам со тоа. Видете, ние се уште имаме матични доктори кои што препорачуваат на своите пациенти да не ја примаат МРП вакцината додека детето не прозбори, додека не прооди, и нормално кога едно медицинско лице би кажало така, еден од друг се шири таа информација, тогаш вие колку и да се обидувате со сите сили да објасните дека тоа не е точна информација, родителот нема да ве послуша. И знаете како и социјалните мрежи си го прават своето. Сега родителот буквално може да прочита многу неточни информации, меѓутоа тој верува во сето тоа. А позади сето тоа, позади сите тие профили се кријат понекогаш и лажни личности. Целта знаете кој е, така да јас пак ќе кажам, навистина е многу тешко во денешно време да се биде родител, кога сте бомбардирани од информации од различни извори, различни информации, и тогаш што е она што вие би го собрале како информација и би го употребиле. Тоа е она што е тоа што вие сметате дека за вашето дете е правата вистина. Така да
Навистина е тешко. Ајде Навистина е тешко. Ајде да се присетиме нашето родителство, конкретно вашето кон вашите деца и моето кон моите деца. Дали тогаш читавме многу информации? Дали тогаш беше застапен чат GPT, не знам, YouTube, TikTok и така натаму? Искрено не читавме информации, него знаевме тоа што е потребно, нели, за детето. Не секогаш докторот ќе си го послушаш, нели, твојот матичен доктор, сега не е веќе така. Сега навистина, јас како ќе кажам, кај многу пациенти, прво не сме почитувани како доктори, го знаеш тоа самиот, не ни веруваат на тоа што ќе им се каже, така да навистина е тешко. На нас ни е тешко како доктори да можеме да допреме до родителот и да ја кажеме вистинската информација, затоа што не ни веруваат. Не ни веруваат. Вајда тие пред да дојдат читаат, нели, како кажем. Читаат. И очекуваат да добриот доктор, еве се навраќаме на таа тема која што сакаме да разговараме, дека добриот доктор дава антибиотици, лошиот не дава антибиотици. Точно, знаете како ни се случува. Сметам дека самите пациенти, ако не му дадеш антибиотик, смета дека не знаеш. Не знаеш. И затоа не му даваш антибиотик. Да, меѓутоа тие не сваќаат што значи антибиотикот. Јас вака велам, кога би знаеле што тој све ќе направи, посебно во дигестивниот систем кај детето, ќе ви стане јасно колку тоа ќе ви го уништи имунолошкиот систем, никош нема да го дадете антибиотикот. Меѓутоа, веројатно таа неинформираност, односно пак ќе кажам лажна информираност, тие земаат на своја рака или пак колегите кои што злоупотребуваат, му даваат антибиотик на своето дете. Дали ќе може да ве замолам во кратки црти да го објасните механизмот на тоа што се случува таа бомба антибиотска во еден гастроинтестинален тракт? Знаете како ние секогаш викаме дека да земам возраст дојанче или мало дете, да, без разлика нели на возраста, самиот антибиотик првенствено што прави е уништува цревната флора, она нормална цревна флора која што ни е битна за стварање на имунолошкиот систем, односно на имунолошките клетки. Кога вие ќе уништите таа цревна флора, верувајте, со една доза на антибиотик имаме уништување на голем дел од она нормална цревна флора која што нели ни е присутна, а ние знаеме и како е битна посебно во дојничкиот период, кога се уште нели има една нездрава цревна флора, а вие ја уништувате таа која што постои. Така да навистина ќе ви го уништи имунолошкиот систем. И јас така им велам на пациентите. Да, вие ќе земете сега антибиотик, меѓутоа детето има вироза. За 2 недели очекувајте кога детето повторно ќе ви се располи. И навистина е така, и тоа ни се случува. Значи доаѓаат и кажуваат да, ние бевме пред 2-3 недели на антибиотик, тогаш само кашлаше, и тоа морам да нагласам дека знаете ќе се согласиме како педиатри за кашлица антибиотик не се дава, меѓутоа најчесто го злоупотребуваат и го зимаат, и обично после 2-3 недели од зимањето на антибиотикот детето е повторно сега веќе со фебрилност. Значи претходно кашлало само, а сега веќе детето е веќе со фебрилност, веќе има потешка клиничка слика. Зошто? Затоа дошло до пат на имунолошкиот систем, самиот организам веќе потешко се бори, сега веќе можеби закачило и некоја бактериска инфекција, пак ќе треба веќе антибиотик. Верувајте. И вие ако му дадете веќе антибиотик, тогаш веќе сте добар доктор. Така да ќе ве почитува како доктор. Што во врска со респираторните панели или во врска со бактериограмата? Вака, јас би кажала, имаме преголема злоупотреба со нивното користење. Пак ќе кажам. Јас би препорачала, знаете како, посебно ајде сега да не ги спомнуваме приватните, меѓутоа, знаете кога едно дете ќе отиде на преглед во приватна установа, првенствено веднаш се прават тестовите, дали е тоа PCR-от, дали е тоа е обичниот антигенски тест, да се види дали е бактерија или вирус. Меѓутоа, апсолутно нема потреба од сето тоа. За респираторниот панел, навистина, ако детето е во една тешка клиничка слика, ако е хоспитализирано, ако имаме некои нејасноти во дијагнозата, да, па да видиме дали се работи за некој комплекс од вируси. Меѓутоа, верувајте, за една обична вироза апсолутно нема потреба да родителот се изложува на финансиски трошкови за да се реализираат овие тестови. А морам да кажам дека од колегите, посебно во приватните установи,
имаме нивна злоупотреба. Значи, Верувам ќе се конкретно- сложите со да, мене. се сложувам Така. затоа зашто веќе толку долгогодишно искуство кое што го имам и работењето со ова се сум видел, нели апсолутно. Злоупотребата е дури и на одредени антибиотици кои што не име место. Точно. Злоупотребата на антибиотици кои што се пресилни за да се даде на таа возраст. Вие знаете како, извинете ве прекинав, Нема проблем. вие знаете дека трицефот, панцефот исто така се презлоупотребени антибиотици. Апсолутно Знам се оксиклафот, слагам. па не сакам да Да. зборувам. Знаете. Видете, некако како да кажеме, ќе се вадат колегите кога тоа им е влезено во пенкалото, нели, само тоа го препишуваат, Точно. или им дал најдобар, ова, што не се сложува Точно. апсолутно, но сепак еве дојдовме до една заедничка теза дека она што е скапо е правењето на тестовите. Премногу се скапи, да бидеме реални, така? Да. Значи не секој родител во својот семеен буџет би Може можел да да си си го дозволи. дозволи. Видете, една настинка кај дете на вистина ќе го кошта и родителот многу. А реално нема потреба од сето тоа. Така. Реално нема потреба. Доволно е на симптоматска терапија, одмор кај детето, добар сон, добра и лесна исхрана да може побрзо опоравување да имаме на организмот, отколку да правиме тестови. Така, ајде го спомнавме пред малку и пробиотикот. Давањето на пробиотиците и нивното значење. Видите, кога станува збор за Затоа зашто збориме за општа педиатрија. Сега Така, ние да. правиме муабет околу општа педиатрија. така. Јас ќе ми бидем предраго кој ќе ми бидете гостин за темата која ќе биде за ќе се договориме вакцинација, и за понатаму, не да. само за вакцините и за Не, другите. сакам конкретно теми. да на одредени работи, односно календарот, да им го објасниме конкретно Тоа на секако, да. родителите. Тоа секако Но ќе сега зборуваме. сме актуелни со оваа Така, да. тема која ни се случува нели во моментот, тоа се респираторните вируси, грипот, настинките, бактериозите и така натаму. Сакам да им дадеме на родителите доста совети кога, што и зашто. И како да Успеавме употребуваат, огромен дел да објасниме. Ајде сега малку да збориме околу моментот на нутритивност, моментот нутриција, моментот на витамини, минерали и сега еве и пробиотиците да ги Да. продискутираме. Видите, кога станува збор за пробиотските култури, на пазарот ги имаме премногу. Но сепак она ќе кажам што многу е битно, пробиотската заштита треба да почне од самото раѓање, уште кај новороденото, посебно за оние дечиња кои што се родени со цезарија, односно со царски рез. Да, препораките се барем во првите 6 месеци, затоа што имате еден незрел дигестивен систем, се уште кај нив она дигестивна флора нели е незрела, не е формирана, така да мораме да му потпомогнеме, а посебно е битно во почетокот, во првите нели неколку месеци при појавата на оние инфантилни колики, колку толку да овозможиме едно олабавување на дигестивниот систем, односно олеснување на таа болка која што има кај дечињата. Понатаму, со појавата на течни столици, нели, со појавата на вирусите кои што прават дигестивни потешкоти, би требало да оди таа суплементација со пробиотик, меѓутоа пак ќе кажам, според одредени нели научни докази, можно е и подолг период да се оди со суплементација со пробиотски култури, од прилика дури и до 5 до 6 месеци континуирано, не би до сега јас не сум сретнала да има некој нус ефект од употребата на овие пробиотски култури. Така да ќе кажам дека родителите слободно можат, нели? Пак ќе кажам, треба некој совет со докторот кој тип на пробиотска култура би ја земеле. Знаете, ние имаме на пазарот многу, да. која за што, да, треба совет пак од педијатарот. Кога спомнавте за витамините и минералите, пак ќе кажам и тука имаме една голема злоупотреба. Дали секогаш навистина е потребно хемија да се внесува во организмот? Јас би кажала не. Значи, јас би кажала не. Имаме голема злоупотреба и на сиропите за кашлица кај дечињата и тоа мораме да го кажеме. Тоа ќе го спомнете, значи, задолжително. Кога спомнавме за витамините, сметам дека многу подобра опција на детето да му овозможите дома, кога е вака настинато, дали е респираторно или дигестивно, да му направите една добра супа дома, едно чајче топло, едно лимонче да му истискате или да му направите, односно да му дадете свежо овошје. Така на тој начин најдобро ќе земете тоа што е потребно, или оние витамини кои што му се потребни на детето, отколку да купувате, односно да се изложувате на финансиски трошкови и купување на мултивитамински сиропи. Младиве родители Меѓутоа, младите заужите. родители да немаат време околу тоа, па ете бараат нешто инстант решение, па веднаш да се даде хемија. Не велам дека не е потребно, понекогаш имате дечиња кои што навистина имаат
имунолошкиот систем им е ослабнат, Точно. кој што во фаза на опоравување навистина е потребно, не велам дека не. Но при секоја вироза, веднаш земање на мултивитамински препарати, сметам дека апсолутно нема потреба. Значи, многу повеќе да обратиме внимание на она домашна храна, домашно приготвена храна, а ќе кажеме дека дечињата не ја сакаат многу. Да. Сите се соочуваме нели со тоа. Не ја сакаат многу, меѓутоа нели пак мораме да бидеме истрени во тој поглед и да успееме колку толку да им возможиме една здрава и правилна исхрана во домашни услови. Не надвор. Физичката активност. И физичката активност исто така мораме да ја спомнеме. Видете, не треба едно дете да нема ниту една физичка активност, уште од најмала возраст. Дали тоа ќе биде да го фатите за раче, да пешачи, а понатаму и во школска возраст, нели? Да го запишете на било каква физичка активност. За на тој начин да овозможи тој вишок енергија кој што има детето да биде оддадена. Инаку вака, ако детето ви е без физичка активност, првенствено ќе ви биде вознемирено. Постојано ќе ви биде дали на таблетите, телефоните, пред ТВ екраните. Ќе биде нервозно, ќе биде напнето. Затоа сметам пак како и за кај нас возрастните. Физичката активност и така е битна, за да можеме таа негативна енергија, нели, да ја компензираме. Модерно време рековте. Модерно време, да. Рековте период кога еве сега тие се на распуст се уште и така натаму. Нивното седење на екрани го оправдувате некој? Секако дека не. Секако дека не, верувајте. Меѓутоа, од друга страна, знаете како ние сме родители кои што нели одиме на работа. Додека сме на работа, дечињата ни се дома. И нормално дека тие ќе ги злоупотребуваат ТВ екраните. Но, барем потоа, значи, во попладневните часови или за време на викендите, да им овозможиме да ги изнесеме од дома. Да ги однесеме на па ќе кажам онему каде што имаме почист воздух. Дека комплетно ќе ги оттргнеме, не. Но, значи да бидеме внимателни многу во тој поглед и да не им дозволиме, затоа што верувајте ви, вие тоа го работите, нели во Заводот за ментално здравје, знаете што значи еден ТВ екран, телефон, таблет врз менталното здравје кај децата. А ќе кажеме дека се повеќе дечиња имаме, еве вие тоа може да го нели кажете, се повеќе со одредени пречки во развојот, кои што каде што утврдено е дека нели телефоните и како сината светлина има огромно влијание врз тоа. Добро, ќе кажам, сме поминале доста моменти заедно, дури за прв пат е вака тет-а-тет како соговорници во една емисија која што здравје значи, нели сепак даваме совети, ем како родители, ем како стручни лица. Ќе кажам, дали вашето искуство како лекар го применувате дома на своите деца? Ајде да бидеме искрени. Да бидеме искрени. Затоа сакав да... Навистина е тешко. Значи, мораме да бидеме искрени, да, ние постојано апелираме, кажуваме, меѓутоа, навистина е многу тешко. И ние се соочуваме како родители. Истото се соочувам и јас со моите деца дома. Така, значи, телефонот е првенствено, така да се трудиме колку што можеме. Не дека ние сега сме богови, педиатрите, па нашите деца све и како што треба. Не, нема, тоа ставно го кажувам и ќе продолжам. Нормално, така, да. Тешко ни е навистина, се соочуваме исто со тој проблем дома, меѓутоа мораме да се трудиме. Значи, мораме да се трудиме, децата знаат да злоупотребуваат, значи, знаат да манипулираат и тоа може да бидат огромни манипулатори. Манипулаторите децата. И мораме да бидеме внимателни, затоа што сепак тоа е многу битно за нивното ментално здравје. Видете, исто како и кај нас возрастните, да бидеме реални, но јас едно ќе кажам. Не може родителот да седи на телефон, а прито на своето дете да му вика да забрани не смеш телефон, да. Така да тоа е солидарно, значи веќе ќе има солидаризирање и треба да има, да. Значи првенствено ние како родители не треба постојано на телефоните, кои ќе се вратиме од работа, телефоните подалеку од нас. И ние треба да сме навистина пример, бидејќи се мораме да бидеме пример за своите деца. Во семејството, да. Се случува од семејството, детето гледа, детето копира. Значи верувајте дека децата копираат за многу работи. Јас лично сум се пронашла кај мојата ќерка, значи ме копира во многу работи. Така да, значи мораме да бидеме внимателни. Што е она што го правиме дома пред децата?
Така. А ќе признам дека навистина е тешко. Во денешни услови навистина е тешко. Многу тешко. Многу тешко е. И се сложувам со вас и сепак ќе кажам дека ние треба да сме пример за младите родители. Сето ова што ќе го дискутираме и денеска и во понатамошните, да кажеме, епизоди на Се за децата е буквално да им олесниме на нив. Сето тоа на некој начин што сме го поминали ние по трновит пат, Да. тие да го поминат по полесниот пат. Полесниот пат. Некако е многу полесно. Во денешно време сите се осудуваат да живеат самостално без возрастните на некој начин. Мислам, и е правилно, но сепак порано таа, како да кажам, традиционална корист од страна на возрастните родители е потребна за некаква си Се насока. сложувам дека е Да. потребна, се сложувам дека е потребна, меѓутоа се повеќе младите живеат Се сами. повеќе, без токму затоа, бабите, да. дедовците, па ќе кажам, можеби да, подобро е сами да живеат, меѓутоа да имаат помош, нели? Кога таа е потребна. Многу значи кога Еве, еден ние дедо токму или тука баба, сме околу советите, да, дај ние. многу значи еден дедо и баба да го земаат детето да го проштат, додека еве сега додека е распуст, нели, додека родителот е на Точно. работа или за време на викенд. Видете, ние како родители, па посебно еве како медицински лица, навистина имаме и домашни обврски, не зборам околу домаќинството, посебно ние жените, зборувам околу професијата. Знаете, нели? точно, знам. Значи, имаме премногу, сме биле во процеси на специализација, кога навистина требало да се учи и сега во процесот на едукација. Повторно, ние не застануваме овде, нормално се едуцираме постојано и навистина ни е потребна помош. Јас ќе се присетам на едно потребна. време кога бевме на заедно специјализанти. Памтите ли, доктор Каролина, дека имаме по 100 пациенти во една вечер? Многу. Ги фативме токму периодите на најголемите вирози, на свинскиот грип, на појава на сите, како да кажам, нови симптоматологии кои што ги носеше и свинскиот грип, Да. па сите се плашеа, па тогаш сите беа слушнале за тамифлу и така натаму. Кога беше поубаво, тогаш или сега? Видете, навистина ни беше добро. Пак ќе кажам, можеби не имавме некоја дружба така, не знам сега дали колегите на специализација го имат, практикуваат искрено тоа? не знам, Многу искрено, малце бевме ние. искрено да, ама навистина ни беше убаво. Да. Навистина ни беше убав период поминавме, така да се надевам и сега, а околу гужвите и сега е така, верувам. Да, се Значи и сплошува, сега да. ние имаме, знаете, родители кои што не доаѓаат, нели ние ве препорачуваме дојдете по педиатрискиот пункт, не треба директно да одите на клиника, но не е така, значи имаме родители кои што не доаѓаат, не поминуваат, па одат директно на клиника. Видете, секој пат пак ќе кажам, информацијата е најбитното нешто. Но битно е ние да ги информираме родителите дека да. имаат можност. Правилната насока. Да. Нели, сепак и како пункт и како моментално што го работиме на пунктот, ние работиме еден вид на амбулантска Да. педиатрија. Значи не работиме болнична педиатрија, Точно. тоа е далеко од тоа. Точно. Не можеме да укажеме некој пат и основна рехидрација или потреба од инфузија во самата амбуланта, но ќе кажеме дека и правилната насока што ќе ја дадеме е многу битна. Е многу битна, да. Да не талкаат родителите. Ја ќе кажам, сепак тоа што го и двајцата работиме и што го правиме, мислам дека е многу корисно и мислам дека дури веќе и луѓето го научи. Веќе година дена Да, колку што година да. дена е пунктот. Да, видите, родителите можат да дојдат и да се обратат само и за совет, нели? Не мора да донесат болно дете, значи Така. буквално јас често апелирам дека дојдете и за совет, ние сме тука, дали околу процесот на вакцинација. Знаете, има многу дилеми околу тоа, па родителите едно информирани од матични доктори, едно од телевизија, од медиуми, од социјални мрежи, така да навистина многу значи да дојдат, да разговараме, ние знаете дека сме отворени за тоа, впрочем сите колеги педиатри таму, така да сметам дека тоа е одлична можност која што нели им ја пружеме на родителите, така да слободно за било каков еве совет, слободно нека се обратат Дека кај се нас. обратат. Да. Ајде, кажете ми барем дали сте размислувале за некои предлози, еве да ги кажеме кон родителите, дали како граѓанска иницијатива, дали како ние што ќе ги предложиме во врска со и за здравјето на децата. Конкретно некои совети што можете еве вие да ги препорачате еве денеска и од ваков вид на медиум. Така да. И јас првенствено пак ќе кажам, апелирам до родителите, она што зборувавме околу ТВ екраните, околу телефоните, колку што може да го сведат на минимум. Понатаму да спроведуваат многу повеќе време со дечињата. Посебно децата кои што се во фаза на пубертет или адолесценција. Навистина ми е потребен многу разговор, а ќе признаеме. Имаме такви дома, а ќе признаеме дека многу малку време поминуваме со нив. Верувајте, многу е битно поминато време со тие деца и разговор.
Значи тоа е многу битно процес за менталното, но и за физичкото здравје кај Така. детето. Да ги научиме од мали нозе начинот на исхраната, што е она што нели треба да се јаде, да не ни одбиваат манџи и салати дома, него дека треба тоа да се јаде, да ги научиме кога се легнува во кревет, а не Сонот е покатно, најбитното дека нешто, сонот рековме, на вистина е битен, не само врз менталното и врз нели она целокупно здравје на организмот, и да ги научиме дека уште од мали нозе потребна е физичка активност. Меѓутоа ние да им бидеме пример за таа физичка активност, а не родителот седи дома, нели, се зголемува во телесна тежина, ама постојано упорно му зборува на детето дека е битна. Тоа е исто како и ние колегите. Знаете, имаме колеги кои што се со енормна тежина, меѓутоа ги советуваат своите пациенти како што треба да јадат, што не треба да јадат, така да мислам дека треба да бидеме добар пример за своите деца во секоја насока, во секој поглед. Јас колку што знам, вашето синче активно Да. игра фудбал. Игра фудбал, игра фудбал и тоа одлично засега, така да цели кон тоа, нели, да стане како и сите дечиња познат фудбалер. Сонот е Се најбитна надевам, работа и битно е желбата. сонот и желбата, и има таков сон, има таква желба, се надевам дека ќе му се остари. Значи сепак не му недостасува физичка активност. Не му недостасува, сега единствено околу керката се трудам да почнеме некоја физичка активност, затоа што навистина таа сега преваче и навистина е потребна. Така да се трудиме околу тоа. Околу Алекс се трудам да имаме физичка активност, затоа зашто екраните им одзимаат премногу време. Многу Пубертетот сега им го прави се тоа на што треба да им го прави, да кажам на некој начин, па имаме несогласување, не може да се. Но гледам дека и грото, значи 90% од децата се веќе врзани со домашарење, да кажам на некој начин, тоест да се почесто пред екраните. Не мора тоа да значи да биде само телефонот, тоа се и таблетите, тоа се и компјутерите, PC и така натаму. Знаете како ве прекинав, извинете, како расте детето, тешко да го изнесеш од дома, затоа што или е на телефон или е на некој ТВ екран, а помалите деца пак бараат надвор. Затоа додека можеме, нели, да го искористиме со тоа да го поминуваме времето со нашите деца. Уште ќе забележам уште една работа. Ве знам по долг временски период и од аспект на колега и од аспект на човек кој што доста се труди. Дали имате некаква идеја за понатаму во иднина во врска со вашата кариера? Видете, не постои доктор кој што не би сакал понатаму да се едуцира. Знаете, ние сме уште педиатри и не верувам дека некој колега, нели, не би сакал понатаму да продолжи со својата едукација, секако дека сакам понатаму и субспециализација во одредена област, пулмологијата е премногу сакам, така да се надевам понатаму дека и тој сон ќе ми се оствари. Здравје Боже. Јас сметам дека треба да си ги следиме соништата, треба да ги следиме желбите. Рековме се она што ни недостасува, но недостасуваат и стручни лица. Премногу недостасува тоа, мораме да признаеме дека е така, посебно и во нашата здравствена установа дека недостасуваат. Ние знаеме дека посебно и на превентивните вакцинални пунктови ни недостасуваат педиатри. Така. Недостасуваат, меѓутоа и во другите делови ни недостасуваат, така да навистина треба да се размисли. Педиатријата како гранка е со многу мал број на стручни лица. И ќе кажам дека сме во дефицит и тоа го кажуваат и статистиките. Гледам дека се уште не се прави правилна анализа околу доделувањето на специјализациите. Веќином колегите од сето овој податок што го гледам се по приватни специјализации, после тоа се заменуваат во странство. Видете, знаете како се повеќе колеги, не само педиатрите, се заменуваат во странство, па ќе кажам на незадоволство пред се финансиската, нели, надокнада која што ја добиваме на вистина е многу мало, но и понатаму просторните услови, односно сето она кое што дали на вистина ние сме задоволни од можноста за она што ни пружи здравствената установа за едукација, и тој момент е многу битен. Така да мислам дека не само финансискиот дел, него и тој дел колку може, нели, понатаму да се едуцираат, и тој дел е битен и затоа многу колеги се заминуваат онаму каде што даат. За жал не би сакала така да биде. Не би сакала ниту еден колега да си замине од нашата земја, него сепак ние сме им потребни на овој народ овде, нели, ние се овде едуцираме, некои здравствени установи плаќаат одредени суми, нели, за специјализации за своите вработени, така сметам дека добро е да си останеме овде. Во нашата
да кажеме дисциплина, тоест во нашата област педиатријата, можам да кажам слободно дека се повеќе оставено на приватната педиатрија, тоест на приватните педиатри, и ќе кажам дека грото, поголемата бројка ја чинат приватните педиатри. Само накратко ова го прашувам, дали приватните педиатри не треба да имаат свое собствено здружение педиатриско? Треба да имаат. Треба да имаат и јас мислам дека треба да работиме и во тој контекст. Дека навистина е потребно педиатриско здружение на приватните педиатри. Потребно е да има и се надевам дека ќе се работи на тоа во иднина. Во иднина. Да. Се сложувам со тоа. Како за крај, уште еднаш да ви се заблагодарам на вашето гостување. Се надевам дека нема да биде само сега. Се надевам Почесто јас. ќе ваквото ќе бидете активни со нас, ќе бидете составен дел на самиот подкаст и на сето она што служи околу стручните текстови на подкастот. Морам да го кажам тоа. Уште еднаш ќе кажам и дека сум ви благодарен за тоа што ќе го правите. А од друга страна ќе кажам само уште нешто. Дали имате уште некој совет и што имате апел до родителите како за крај? Јас вака прво да ти се заблагодарам, на вистина ми е чест и задоволство што бев ваша гостинка. Се надевам дека успеавме барем малку да ги едуцираме родителите, успеавме некој совет да дадеме. Се надевам дека во иднина, како што кажавте, ќе го правиме тоа, еве и на порталот Се за децата, ќе пишуваме, ќе ги едуцираме. Би сакала само да ги поздравам родителите, сите оние што не гледаат, да си ги чуваат дечињата, да си ги сакаат, да си ги гушкаат. Тоа е најбитното. И како за крај, на уште една епизода на подкастот Се за деца ќе кажам истото што и докторката го рече: чувајте си ги децата, сакајте си ги, гледајте да се развиваат во правилни и вистински личности. Ние како педиатри ќе сме секој пат тука за нив, за да ги дадеме советите и до вас како родителите, а вие да ги применувате на вашите деца, и се што правите во животот нека биде се за децата. Се за децата ви благодари од се срце. Благодарам.